Ограничувањето на врвот на табелата на водачи. Сите сонуваме дека имаме супер моќ и да се носиме со животот. Например, од секогаш сакав да можам да ги читам мислите на луѓето. За мене тоа би било најголемата моќ што би можел некој да ја има. Број 1. Леден човек. Трчање без мајца и без чевли не изгледа како надчовечка сила, додека не земете во предвид дека Вим Хоф трчаше полумаратон на 200 км северно од Арктичкиот круг, каде температурата е скоро минус 20 степени, а трчањето траеше 5 часа и 25 минути. Лекарот кој го лекувал за време на трчањето еднаш го предупреди Хоф да не продолжи, бидејќи тоа не можело да му гарантира дека неговите прсти ќе преживеат. Ледениот човек практикува тумо метод за контролирање на телесната температура што вообичаено го владеат само тибетските монаси. За да ги прошири своите рекорди и достигнувања, Хоф се искачи на Килиманџаро за 2 дена облечен во црни шорцеви со неговиот потпис. Тој го собери и сопствениот рекорд за најдолго капење во мраз, со останување потопен во мраз 1 час 13 минути и 48 секунди. Разговарајте со него и ќе ви каже: кул! Во 2007 година се обиде да се искачи на Монт Еверест само во шорцеви, но не успеа, не затоа што му беше премногу студено, туку затоа што му беше повредено стапалото. Под 2. Аква Ман, воден човек. Новозеландјанецот Дејв Малинс не само што може да плива рекордно време, туку може и рекордно време под вода да издржи. Во септември 2007 година Малинс го собори сопствениот рекорд кога пливаше под вода 4 минути и 2 секунди, пливајќи вкупно 150 стапки со еден здив. Малинс, чија специјалност е слободно нуркање, постави рекорд во Нов Зеланд во април 2008 година, кога нурна 108 метри без резервоар за кислород или специјална опрема. Тој е само петиот човек во Нов Зеланд кој достигнал длабочина од 100 метри. Мулинс ги тренира своите мускули да работат во отсуство на кислород. Ова му овозможува да продолжи да плива, но исто така доведува до акумулација на млечна киселина во мускулите на нозите. На Мулинс му треба неколку дена одмор по рекордното пливање, но тоа е сепак одлично. Под 3. Супер аудитион бој или слепото момче. Заслепен од рак како мало дете, Бен Андервуд развил способност да гледа користејќи ехолокација. Со еден клик на јазикот, Андервуд ги читаше звучните бранови кои се обидуваат и одбиваат од предметите околу него. Со овие измерни вредности, тој не само што можеше да се движи околу предметите, туку и препознаваше што видел. Ова способност му овозможуваше да функционира како и секој друг тинејџер. Всушност, единствената разлика меѓу него и неговите соученици за време на неговата прва година на факултет беше тоа што тој ги бележеше на Брајово писмо. Андервуд се научил да вози ролери, скейтборд, да учествува на боречки вештини, сето тоа со ехолокација. За жал, ракот кој му го уништи видот му го одзеде животот во јануари 2009 година на 16 годишна возраст. Под 4. Замора, попознат како Тим Керделент. Со децении е спореден феномен, способен да изврши такви мачни задачи како што е набивање на долната вилица со остар предмет, залепувајќи ги во устата и под брадата. Тој исто така може да го пресече торзото за да најде предмети што неодамна биле проголтани. Тој инсистира дека може да ги извршува овие задачи преку пристап сличен на зен, кој му овозможува да ја надмине болката. Сепак многумина во медицинската заедница веруваат дека Кирделент е роден со генетска модификација која го спречува да чувствува болка. Она што е уште поневеројатно е тој што редовно ги изведува овие страшни трикови на турнеа ден по ден, месец по месец. Зборува за надчовечка моќ. И 5. Девојката со рентгенски вид Наташа
Демкина на 10-годишна возраст развила интересно хоби. Открила дека може да го скенира телото на нејзината мајка и детално да ја опише локацијата и состојбата на сите органи на нејзината мајка. Веста набрзо се расширила и низините соседи во низиниот роден град Саранск, западна Русија, се појавиле на низиниот праг за скенирање на телото и диагнози. Локалната детска болница одлучила да ги тестира низините вештини, а девојката успеала да нацрта диаграм на стомак на лекар со темна област и точна локација на неговиот чир. Таа исто така ја негираше диагнозата на рак на пациент. Продолжените тестови ја потврдија диагнозата на Демкина за бенигна циста. Во Англија рентгенските снимки од друг лекар ја наведоа Демкина да опише неколку повреди, кои еден од лекарите го доживеал во тешка сообраќајна несреќа, без знаење за несреќата, а докторот бил целосно обличен. Очигледно, способностите на Наташа не се доведени во прашање.